И еве во последниот дел од ова наше утринско дружење имаме чест да информираме за еден спектакуларен настан, спектакуларно испраќање на 2025 година со 17-часовен музички техномаратон во салата Борис Трајковски, каде што многу луѓе, млади и оние кои се чувствуваат вечно млади, ќе имаат можност да уживаат со многу бројни активности внатре за кои ќе ни информираат нашите утрински гости. Задоволство ми е да го поздравам Виктор Митровик, диџеј и пиар менаџер, и Сашо Спасовски, организатор и председател на Техноагенција. Да, тоа е откровение за мене, не сум ни знаела дека постои Техноагенција, ама многу повеќе информации ќе ни кажеш ти за агенцијата. Да го најавиме настанот кој што од утре некаде после пладне почнува и ќе трае се до први 5 часот наутро. Значи, да. Започнува 31 декември од 12 часот утре, а завршува на 1 јануари до 5 часот наутро. 18 часа електронска музика, 20 диџеја, штандови за тетовирање, штандови за гардероба, штандови за храна. Значи не е еден вид на журка, правиме нешто еден вид као на фестивал. Што мислам дека за нова година во Скопје до сега никогаш се нема случено. Баш никогаш. И драго ми што сме први, а ова е само почеток. Браво. Ни недостига во друштвото и Филип Ачковски, кој што е на чело на целата ова манифестација. Едно знам и разбрав дека сите настани кои што вие ги менеджирате, особено Филип, се со врвна естетика, со голем професионализам и со нешто по кое што се издвојуваат од обични новогодишни журки или од обични техно журки. И тоа не беше целта, да бидеме маце необични од останатите. Да. Колку луѓе очекувате, Сашо? Па, сега, според наши некои предвидувања, повеќе од 300 луѓе. Така. 300 е некоја бројка што си јавно замислено и мислам дека ќе се оствари. Збориме минимум. Сега се 300 до 1000 ќе биде нагоре, ќе биде плюс. Так, каков е интересот до овој момент, Виктор? Премногу добар. Имаме луѓе од цела Македонија, дури имаме луѓе и од странство, имаме од Истанбул специјално што ќе дојдат. Буквално имаме од цела Македонија. Так. Од секој град. Што се добиваат со влезницата? Може да ја купат само влезницата или може да ја комбинираат нешто? Со секоја купена влезница имат пијало гратис. Значи имаме и VIP зони, кои што се 4+1 карта гратис со флаша алкохол. Так, колку диџеи, колку учесници ќе има? Околу 20 диџеја сме. Околу 20 диџеја? 20 диџеја од целиот регион на Македонија. Како успеавте, Сашо, во организацијата да ги обедините сите овие луѓе? Верувам дека не е баш така едноставно да се организира еден ваков голем настан. Не е едноставно, но тоа што го работиш, ако сакаш да го работиш вистински, лесно е. Ние долго време се занимаваме, организираме забави, се трудиме да ја се оред и дојде моментот каде што лесно го организиравме, ја организиравме оваа забава. Лесно, поглед на наоѓање диџеи, веќе помладите, да речем, помладите диџеи кај нас, деца што сакаат да се занимаваат со ова, веќе не познаваат и пола од нив сами се обраќаат и сакаат сами се пријавуваат да бидат дел од забавата. Ние секогаш нормално им оставаме простор и нудиме сосема окей услови за работа со нас. Браво. Јас искрено не знаев, ќе кажам дека кај нас постои вакво здружение на техно уметници, но сигурна сум дека ти многу повеќе ќе ни кажеш околу технокултурата на нашиве простори. Каде сме ние во регионов што се однесува до техножурките или до техномузиката? Па конкретно ние како држава Македонија сме многу пониско од тоа што треба да бидеме и заслужува можеби овој народ тука кај нас. А зашто, на што се должи тоа? Можеби на големиот наплив на една друга музика, на едни други влијанија од соседите? Сосема различна култура, тоа е електронската музика како забава, различна култура од тоа што се случува кај нас и општо како на Балканот. Сосема различен стил на забави се нашите, за жал кај нас нема луѓе што не го почитуваат, но како да кажам, не се живее тој начин на живот, не се поштува електронската музика, не се
сосема друга култура е тоа. Може би на ова прашање Виктор би имал многу повеќе да каже искуствено со оглед на тоа што ти си диџеј и сигурно вака додека работиш имаш можност и да ги анализираш малку ситуациите. Да, точно. Значи луѓето сакаат забава, сакаат да им се сервира се како што треба, да им се пласира исто така. Имаме многу диџеи што се заинтересирани да бидат дел од нас, им даваме ние се од себе, за да имат и мотив и желба за работа и се друго. Така. Што се однесува до публиката која доаѓа на вашите настапи, на вашите настани, која е возраста на оние кои што... Од 18 години до 35, тука негде. Важно ли е што ни сервирале од дома? Каква музика слушале нашите родители Па или не мора околината да- во која ние сме растеле, за да можеме да го препознаеме оној звук? Не мора да значи, се е вкус до собата. Се е вкус. Зависи таа особа што сака да слуша Така. и каква желба има. Така. Значи на овој 17 или 18 часовен маратон на кој што ќе можат да се уште да си набават влезници сите кои немате некои големи планови, па и рековме не е до возраста, значи ако се чувствувате доволно млади, доволно свежи и доволно инспирирани да присуствувате на еден ваков поинаков настан од она што можеби досега сте имале можност да ја дочекате новата година, еве супер можност да започнете во старата, а да завршите во новата и тоа некаде 5 часот рано наутро. Во овој голем маратон ќе имате можност да добиете модни штандови, имате многу уметност, имате VIP зони, гивавеј награди, тетоважи и да ја прославите новата година со илјадници, рейвери и нонстоп една убава техно енергија која што така ќе го одржува нашиот младешки звук. Јас сум сигурна дека таму ќе има и мои генерации, Да, апсолутно, има, да. Имаме точно ние е. такви консументи на техно музика Да. кои што се 50 плюс. И повозрастни. Има и повозрастни. До што е клучот, Сашо? Дали е до клучот до луѓето кои што не даваат да остарат или до луѓето кои што си имаат свој личен препознатлив животен стил, па можеби некогаш се коси со нивните врсници? Мислам дека е се тоа до животниот стил на човекот. Ако од млади години човекот мислам го интересирала таа вид на музика и се пронаоѓал во електронската музика, мислам дека цел живот си останува. Тој секогаш ќе Тоа е во душата на да, човек. секогаш ќе ужива и да отида на забава. Евентуално ако шетани странство. Ако си рокер, остануваш рокер. Остануваш, Ако си во претпоставувам тој дека дух, да целиот живот како ќе тргнеш по еден пат и каде ќе се пронајдеш, си продолжуваш цел живот со тој вид на музика. Мислам дека е така. така, одлично. Јас претпоставувам дека ќе се продадат уште тие не цели 100 влезници кои што ги има на располагање и еве еден апел до сите оние кои што сакаат една поинаква нова година, една поинаква опуштена забава во овој ритам да ја искористат можноста и да ве комуницираат. Како да ве комуницираат? Еве веќе ве комуницираат Да, и веќе Да, константно стигаат пораки. Веќе знам дека има луѓе кои што ве следат, ве пратат бидејќи чуфи дека сте многу актуелни помеѓу најмладата генерација. Апсолутно. Како да ве комуницираат оние на кои треба да им ја олесниме работата за побрзо да ве најдат? Техно Agents, Instagram, профилот, имаме таму се, имаме линкови за карти кои што може да се купат онлайн. Имаме и наш број телефонски, така да слободно кој е заинтересиран. Многу лесно Може да на не социјални контактира. мрежи да не сконтактира. И на броеви, Facebook исто, останете има и да. броеви, имаме линкови за онлайн купување на карти и се друго. И VIP зони, и менија, се буквално. Може би е неблагодарно да ве прашам за кој ќе биде најпопуларниот или знаеме ние постојат славни диџеи од регионов, но кој е некој тој можеби кој што најмногу го Хедлайнер, знаат? Филип Тоа е Пацковски, Егоритмија. Филип Ацковски, тој што всушност не е одсутен во Да, друштвото, а точно, го очекувавме. Филип ми е драго и го поздравувам доколку не гледа. Поздрав Филип. И верувам дека ќе имаме можност, еве, ако и јас и моите генерации успеам да ги наговорам да дојдеме, ќе ми биде драго и ние да доживееме една малку поинаква нова година на нашиве простори. Исто и на нас. Да, споменавме дека нема возраст и нема правила. Има ли жени диџеи? Ќе имаме ли жени диџеи? Да, има. Има. Од нашиве простори или Да, од некаде од друго Скопје, место? од Скопје. Да. Две се. Сега се две, да. Ама има. Во нашата агенција има. Браво. Буквално од цел реон, не само од Скопје. Сашо пред малку спомена дека
За жал, Македонија и не може да се пофали со некоја висока технокултура, ако гледаме она што е актуелно во регионов. Како е подалеку од регионот? Во која земја може би технокултурата го има своето вистинско место и можеме ете на нив да се огледаме? Германија. Германците се number one за техно, буквално за underground. Германија исто така и Ibiza моментално е премногу актуелна и Америка. Техно е посебен вид во електронската музика. Малце се издвојува од сите други жанрови. Секаде на друго место, освен тука на Балканот, електронската музика е сосема нормална работа и се организираат и забави, и настани и секој дневи електронската музика, додека кај нас пак не е така. Малце треба време да се пласира како што треба да биде, како што е во странство. Така. Кога ја спомена Ibiza, ај за Германија, добро, ама кога ја спомена Ibiza, веднаш ми асоцира на лето. Дали техното има годишно време? Има ли технокултурата годишно време кога може би е во најголем подем или во најголема експанзија? Или цела година? Нема, Некој што практикува техно го практикува? Цела година. Цела година. Еве, ние сега сме моментално на Ibiza од април до октомври. 6 месеци сме. Имаме многу големи странски проекти, исто така и низ цела Европа, Дубај исто и Америка. Заедно со Филип? Да, сите. Техно Agents. Сите Техно Agents. Како агенција. Како агенција. Здраве Боже, 2026 би била многу година. Доста големи проекти. Земете и нас и ние, нема да се налутиме ако не земете и нас Ibiza. Така да и ние ќе научиме до април нешто за технокултура. Ма се ќе научиме до април, не нешто, се ќе научиме за технокултурата и еве со задоволство би се мачеле и ние на Ibiza да се помачиме таму, па да видиме што е тоа технокултура во еден друг свет. Да се мачиме во или еден не. поинаков свет од овој. Безпрекојно расте Техно Agents моментално, имаме мејлови буквално од цел свет. Дури и од Австралија. Браво. Тоа не е многу драго. Тоа не е многу драго затоа што луѓето не пратат, не гледаат, сакаат квалитет. Колку членови содржи има во Техно Agents? Вкупно од цел свет? Да. Како членови има многу за члените кои сакаат соработуваат со нас и соработуваат. Многу голем број се сега. Околу 3000 мислам така, дека. 3-500. 3000 што сме соработувале некогаш и што би соработувале понатака, што сме во контакт. Одлично. Навистина ме просветливте ова утро, немав вакви информации и се радувам што сте дел од нешто такво големо, светско. Се благодариме. И нешто што е еве вака во развиените земји. Виктор, ти меѓу останатото покрај тоа што си познат диџеј на нашиве простори, после Филип, си познат во јавноста и како внукот на Зоки. На Зоцко. Да, точно. Зоки Фаци. Се надевам дека им го разубавува секојдневието на од онаа другата страна таму. Да. Каде што еден ден сите ќе се преселиме. Многу би се радувал затоа што една исклучителна посебна личност која што знам дека ќе живее многу долго во спомените на ние кои бевме негови современици кои го имавме во нашето опкружување. Може би не е тука, ама ќе биде меѓу нас секогаш. Одекнува ли неговото дело, неговата енергија и после неговото физичко присуство? Да, точно. Пошто најмногу ќе го паметиш? Па ќе го паметам како добар човек, како искрен брутално. Он беше многу брутално искрен. Многу беше необичен, многу се двоеше. И мислам дека луѓето што го мразеа, најмногу го мразеа затоа што се наоѓа во неговата искреност. Вреди ли според тебе да се биде искрен или... Вреди, буквално. Во денешно време многу вреди. Многу вреди. Ако не е најбитна работа денеска да се биде искрен и чиста мисла да си. Апсолутно. Да, луѓето во јавниот живот многу често кога ќе го достигнат зенитот на својата популарност, сакаат да се доближат и чувствуваат потреба да се доближат до обичниот човек кој некогаш ни навлегува и подалеку, ги преминува и границите на приватноста. И тука веќе се јавуваат луѓето кои што не го поднесуваат тугиот успех, луѓето кои што не го сакаат доброто во успешните и во славните и почнуваат и да ја искривуваат сликата за него. И Зоки имаше на поговорка, кажа, народот секој ти прости, ама успехот никогаш. Да. Да. Прече беше човек, помагаше безпрекорно за секој, отвараше врати на било кој. На сите помагаше, гледаше колку што може помогне, колку што може да направи. До ден денес заради него се многу познати личности има настрадава. Ти како негов внук
Имаш ли нешто во глава, нешто со што ќе се одбележува еве вака секоја година, можеби на некој датум, ликот и делото, за да го зачуваме од заборав? Да, нешто би направиле. Размислувај да, во таа наскоро насока. нешто би направил Ти си за да не млад, се заборави. Ти си многу креативен и знам дека имаш таква потреба, можеби тивко во тебе тоа си го размислуваш, но убаво е вака еден ден во годината да се направи за да го зачуваме од заборав. Тој беше една исклучителна личност која не треба да биде заборавена. Точно. Да. Ајде да се навратиме уште многу кратко времето ни е Сашо на настанот утре. Рековме дека има карти се уште, не многу, но сите оние кои што сте заинтересирани за една ваква нова година треба да побрзате и да си набавите влезници, бидејќи не сум сигурна дали влезници ќе се продаваат на самиот влез. Самиот влез, да. Ќе се продаваат? Можете на самиот влез. Секој што ќе сака, ако не може да купи онлайн или физички, може да си купи на врата. Доколку не е сигурен дали ќе доаѓа, а можеби потоа му се отвори прилика да дојде, ќе може на самиот влез да се набави карта. Инаку родителите и бабите и дедовците да бидете комплетно лабави и смирени доколку вашите деца и внуци одат таму, бидејќи овде станува збор за еден врвен професионализам каде што се е земено во предвид, екипи од теренот, од секаде ќе има, како што ќе има и низ целиот град, така ќе биде и во Борис Трајковски, значи нема простор за импровизација. Нема простор никаков. Никаква импровизација нема, се ќе биде под контрола и вашите деца и внуци комплетно ќе уживаат на овој настан, во ноќта и во музиката која што сум, па и во се она што ќе го нудите. Рековте дека се нудат. Не е само музика и забава. Ќе биде интересно, ќе има и гиваве, имаме гардеробери, гардероба, буквално се ќе има. Помеѓу овој настан, помеѓу овој голем новогодишен маратон, техномаратон и Ибица во април, ќе се случува ли нешто друго да најавиме? Имаме најава голема, ама таа ќе најавиме наскоро. Ќе биде за Скопје. Не сакаме да откриваме, ама вие ќе бидете први кои ќе дознаете. Добре дојдени сте. Секогаш ви се вратите отворено. Отворени, особено поради тоа што ние овде имаме гледачи од секакви возрасти, а ги има и многумина такви кои што го стиснале копчето и не дозволуваат да остарат. Ете, токму заради таквите кои што не бројат години, туку ги бројат само убави моменти, убави настани, токму за нив ќе споделиме и нешто ново, но тоа секако ќе биде во следната 2026 година. Само здравје, да сме здрави и живи. Така. Тоа е најбитно. Тоа е најбитно. Го поздравувам Филип, ги поздравувам сите од организацијата, ги поздравувам и сите оние кои што се охрабруваат да бидат дел од една ваква убава новогодишна журка. Ви посакувам среќни празници, успешна 26-та година. Благодарам исто и на вас. Ви посакуваме исто. И благодарам за задоволство. Многу здравје, многу љубов, многу среќа. Се гледаме почесто и да работиме наporno. Така е. Безпрекорно. Така е. Среќни празници, успешен настан. Благодариме. И ве чекам со повратни информации како Апсолутно. што ќе ве следиме и ќе уживаме, ама можеби и таму ќе се видиме. Дај Боже, Не ветувам, ама многу посакувам да го убедам моето друштво да дојдеме на една ваква поинаква новогодишна прослава.